ако споменеме дека вчера беше светскиот ден на биолошката разновидност, некако ни се погоди спонтано, случајно, но супер, нели со овој светски ден, разговорот кој што ќе го правиме со Кирил Арсовски Пршо, професор по биологија денеска, за заштитените подрачја во Македонија, односно во главниот град. Ке се насочиме затоа што ќе ни треба многу повеќе време за сите овие заштитени подрачја и оние подрачја кои што треба да бидат заштитени, нели како иницијатива и предлог од ваша страна, за тоа се разбира како ние се грижиме околу овие подрачја и малку да подигнеме свеста. Утрово се трудиме тоа со сите оние информации во сообраќајот, ајде сега малку еколошки, ако може така да кажеме. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Реков, заштитените подрачја во Македонија се отприлика, нели според оние статистики, 8,97% од целава територија, 86 заштитени подрачја, 67 се означени под категорија споменик на природа и најголем дел се под национални паркови. Иако имаме, нели, заштитени подрачја, сепак се тежне кон зголемување на овој процент, односно би требало да стигнеме за извесен период до 11,5% од целата територија. Каква е состојбата со заштитените подрачја генерално во главниот град? Ајде, рековме да се насочиме на Скопје. Така. Подрачја под заштита или природни заштитени подрачја представуваат територии, односно површини кои се од голема природна важност за науката и за природата и за животна средина. Тие може да се и со биолошки и со геолошки вредности. Тие може да бидат од огромни површини, како што се дивини национални паркови, значи паќаат цели планини, цели долини и реки, до само едно дрво, значи едно стебло на дрво може да биде подрачје под заштита. Тука не станува само збор за живи појави, значи екосистеми, дрвја, туку може да се од геолошко значење, значи трагови на фосили, карактеристични геолошки појави, згаснати вулкани и така натаму. И целта на нив е првично заштити природата како таква, да се заштити на природно наследство, второ да се овозможи тоа природно наследство за останалите генерации, значи да биде во наследство на државата и има големо научно значење, значи таму луѓето може да ги истражуваат екосистемите, геологијата, историјата на оваа планета, на оваа територија и така натаму. Значи тоа е една многу алтруистичка појава да се заштити природата како таква. Сега во Македонија не е земја историски што е многу индустриализирана, па поради тоа ние имаме големи подрачја кои се во некоја поприродна форма, така наречена. Значи најголем дел од шумите во Македонија се стопанисувани со векови, значи луѓето ги користеле шумите конкретно за градба, за огрев, така натаму, значи тие шуми не се во најавтентична форма, иако имаме делови на денствени шуми во Македонија или прашуми. За разлика од тоа сите тие ливади, пасишта биле користени како просто за напасување, но имаме многу стари природни езера, високи планински венци кои се полни со биодиверзитет, полни со ендемизам и со реликти, значи со ретки видови на растенија, животни, габи, така натаму. Значи имаме ние голема природност што треба да зачуваме. Сега го се фокусираме таа слика кога пренесеме на урбано ниво, значи ниво на град. Во град Скопје е едно место што е главен град со многу подрачја под заштита во неговото централно подрачје, што не е многу типично за други делови од светот. Значи на територија на Скопската котлина или Скопскиот регион, да речем, има 5 или 6 подрачја кои се под заштита и тоа дел од нив се на висока категорија на заштита. Сад сите најголем дел од нив се заборавени или потполно запустени. Најпосетувано место во Македонија по број на посетители туристи е Водно. Значи Водно само по себе е подрачје под заштита. Значи најпосетувано место од скопјани, од македонците, од странци е Водно. Значи најпосетувано место е Водно, а Водно е подрачје под заштита. Иако долго време се водеа битки околу неговата заштита, категоризацијата, Водно е на мала планина која е сериозно урбанизирана, во сериозна опасност од интензивна урбанизација, од недомаќинско управување со нејзи, се уште по заштита, иако по скоро време се прогласи повторно за заштитен предел од таа категорија, но се уште, како што гледаме, сведочиме дека се уште под опасност од градење, пробивање патишта, правење разноразни рекреативни цели, има најави за праќање нели таму на концертни сали на Водно, че постојано под притисок од страна човекот. Има некој пример други подрачја што никој не знае дека после се по заштита. За Водно сакам да се задржиме, па некако колку имаме време ќе ги прочешламе и овие другите. Рековме и се урбанизира многу изминативе години, многу се гради, прашање колку може да издржи нели самото Водно, но од ваша биолошка гледна точка, значи дали се консултираат биолозите? Веројатно многу жив свет има таму кој што со тек на време, со тек на градбите ќе изумре или ќе
Водно и едно друго подрачје заштита во Скопје, тоа е шумата Гази Баба, да речеме дека делат слично потекло, слична еколошка историја делат, че тие тоа биле Гази Баба е мал рид, водно е на мала планина, да речеме, значи едва 2000 метри нема, но тие биле планини кои биле оддамна се тие ридови планини кои се обешумени, историско користење на дрвата на луѓето што живееле во Скопје со векови, но потоа со цел на заштита на површината од ерозија, значи од измивање на почвата од ветер и од дожд, решиле луѓето да се пошумат и тоа е веќе позната приказна што се случува со Гази Баба, тоа се случувало со водно. Сега во 21 век, 2023 година, такви подрачја имаат многу друга функција освен заштита од ерозија. А тие представуваат места каде што успева да се развие заштити биолошката разновидност. Сега водно представува еден хербариум на отворено, значи таму има огромен вид на растенија, на дрвенисти растенија кои не се дел од европската флора. Таму збориме за за аризонски чемпрези, африкански багреми, значи буквално растенија од гинко, значи растенија од цел свет се пошумено водно, но во овој случај има поголема еколошка вредност како подрачје под заштита, бидејќи овозможува екосистемски услуги, место за рекреација, место каде што живеат животните, како што се намалува цело градско зеленило, сите животни бегаат во тие модерни еколошки рефугиуми, како што спомнав, водно, Гази Баба, градскиот парк, значи отворени зелени површини каде што тие може да домуваат во мир, исто како што ние потреба како луѓе да живееме на мир, така имат и тие имаат потреба да живеат на мир. Сега проблемот доаѓа во управување, на кој начин тие се управуваат, се менаџираат, што се дозволува, што не се дозволува. Извини, ако тие се под заштита, тоа значи дека функцијата заштита или се трпи промени во зависност од тоа кој е... Има неколку аспекти од тоа. Во прво ќе се спомне во Македонија, поради нашата ниска еколошка писменост, ќе се спомне во Македонија подрачје под заштита, за да мисли дека некој подрачје што е со огради и не сме да се влегува. Значи, напротив, обратно од тоа е подрачје под заштита. Напротив, подрачјето се управува за цел да можеме што може подолго да го посетуваме. Сега секој подрачје во зависност од категоријата, во себе има зони. Се зонира според природни вредности, каде може да се посетува, каде може да се направи некој мал објект, мал паркинг, место каде што може да се продаваат билети за влез, ако има потреба да се продаваат билети за влез, ако има потреба од стационар за прва помош, значи некои такви објекти, значи но далеку да се урбанизира со градби. Или пак ако се наоѓа во близина на населено место, некоја локална заедница каде што живи во тоа подрачје поради земјоделство, собирање шумски плодови, да им се овозможи да тие луѓе си продолжат да го користат тоа место што го имале. Значи не е забрана, но не може да се не домаќински се да го правуваме, да ги сечеме шуми, да правиме патишта, да правиме масивен туризам и да фрламе ѓубре, како што имавме можност да делат фотографии. Значи тоа нема врска со фрлање ѓубре, хигиена и основна култура. Па добро, и тоа е некаква нели грижа за не треба да не нулта точка да не фрламе ѓубре. Тоа треба да се подразбира. Па ние треба да сегогаш почнуваме од тоа. Значи тоа треба да се подразбира дека не се фрла отпад што треба. Еве видовме. Низ фотографии. Ништо не очекувано. Да. Добро. Ја спомна Гази Баба и водно. Ќе се осврнеме малку и на градскиот парк, ако гледаме и Калето и за Калето, нели ќе позборуваме, но ајде веќе кога зборуваме и за животинскиот свет и така натаму, малку да влијаеме кај луѓето и нели биолошки што се однесува до се она што можеме да го видиме во градскиот парк и она што не можеме да го видиме и колку е значен градскиот парк. Па да, значи и за градот и за сите оние животни. Ако се погледне на мапа на Скопје, ќе се види дека сите тие џепови на зеленило што останале низ Скопје, по големи површини, треба имат големо значење за кое ние не сме свесни. Тоа се така речени екосистемски услови што користиме од зеленилото. Значи чист воздух, сенка, мир, тишина, место за рекреација и така натаму. И не знам што е толку тоа комплицирано да се разбере кој е потребата да заштити природата. Значи не дека ние имаме друго место за живење, дека некој не тера наша таа територија, таа државна територија, треба да се управуваме правилно да се остане тоа што било таму или напротив да се унапреди. И сега ако се земе на мапа Гази Баба, градскиот парк, водно, тоа се представува и де факто скоро еден коридор што би можело да се поврзи така да се управува. Градскиот парк не е под заштита. Моја иницијативата дека со оглед како се интензивира урбанизацијата во Скопје се поголема потреба да заштити. Не дека треба да се направи закон, да се почитува законот, но ако подрачјето заштити, ќе биде управувано според закон за природа и ќе има малку построга контрола врз тоа што може да се случува во градскиот парк. Во најави се повторно за правење на таа луцидна идеја се направи голем луна парк, забавен парк во градскиот парк на Скопје, што представува неповратна промена на изгледот на паркот. Има многу други места каде што треба да се прави забавен парк, не треба да биде тоа во градскиот парк. Нема потреба, има
огромна е Скопската котлина, може да се пополни било каде простор, да не биде таму каде што има најголем број на птици што живеат, птици преселници кои патуваат по Вардарскиот коридор, па тука се да се одморат, голем број на водоземци и на крајот и да не е за животите, ние таму наоѓаме мир и спокој. Замислете ако да не постои градскиот парк, Скопјани буквално нема да имаат никаде кај да одат. Ако водно се урбанизира со вили и со луксузни апартмани за живење, ако се уништи Газипа, како Газипа се направат хотели, ние немаме буквално друг градскиот кеј на Вардар е цел во бетон и во плочка, такво било времето, така се правило, ние остануваме без зеленило. Тоа не е судбината. Да. Да се држиме малку и на Калето, исто така е. Тоа е најзаборавено подрачје во Македонија. Значи, де факто сите кога спомнеме Кале, не помислуваме на тврдината Кале. Значи Калето го има на грбот на град Скопје. Де факто целиот тој рит на Кале представува споменик на природа. Подрачје под заштита од многу висока категорија поради геолошките вредности. Калето е полно со фосили кои ја раскажуваат геолошката историја на целој регион. Уствари, Калето, како тврдина, представува подрачје од културата, што е енклава во едно огромно подрачје под заштита од природата. Значи го имаме музеот за современа уметност, што е енклава во едно подрачје историско, тоа е Кале тврдина, а седо тоа уствари се темели на една голема природна, ништо не е означено, немаме ни информации достапни за него, ниту град Скопје го сме ги прашале дали имате информации, ни помогнете кој истражува. Немаат појма, значи нула информации. Луѓе се качуваат на Калето, не знаат на што одат, дека ствари газат по милионската историја што е доживело и предел, така да буквално никој не знае. Уште полош случајот со Арборетумот и острово, тоа се две мали споени подрачја на брегот на Вардар во Трубарево. Остров представува една фосилна ада, еден фосилизиран остров во Вардар некад што постоел, каде што чувани бројни животни и растилни заедници. Тој дел веќе се уништува, ако не е веќе уништен, бидејќи таму беше идејата да се прави една голема станица за прочистување на водите што влегуваат во Вардар. Таму се више не може човек да влезе, тоа се е оградено. Значи буквално веќе забележуваме многу стихено упропастување на природните вредности во Скопје. Во една реченица, овој глас се слуша, наидувате на некакво разбирање, некаква ангажираност од страна на властите и оние кои што е потребно тоа? Во една реченица, пошто време. Да, во една реченица. Во изјавите и во документите делува дека се е во ред, во реалноста врска немаат. Мислам, тие што говорни, не знам што се случува. Сосема друга. Да. Ке се бориме, еве заедно, и ние медиумски, и вие, и се разбира, овие заштитени подрачја да бидат заштитени, да останат како такви, бидејќи, рековме, со овој разговор сакавме да ја потикнеме и да се разбира и презентираме на гледачите колку е нивната вредност, впрочем, за која што можеби не сме свесни.